Судството и извршната власт во конфликт околу финансиската независност. Судиите за прв пат со директна порака до председател на владата. Судскиот систем никогаш не генерирал долгови, а државниот долг од 2 милиарди евра е последица на постојаното задолжување на власта. Ова преку соопштение го вели судската власт, како реакција на вчерашната изјава на премиерот, дека законите од реформската агенда носат една главна реформа – зголемување на платите на судиите, обвинителите, судските и обвинителските службеници. Последниот извештај на Европската комисија јасно нагласува дека најголемиот проблем во судството е независноста на судиите, која е подкопана од постојано мешање на извршната и законодавната власт. Како круцијален проблем е истакната и финансиската зависност на судството од државниот буџет, а во оваа смисла платите на судиите се само еден сегмент од финансиската независност. Се вели во дописот од судската власт. Последниот одговор до Мицкоски стигна од комисиската говорница, каде што се зборува за идниот буџет и од каде што државниот обвинител Љупчо Коцевски праша повторно ли ќе ни дадете половина. Ни ги намалиле трошоците за истраги, за вештачења и за работа, порача шефот на обвинителството. Повторно и за следната година, наместо законски предвидениот минимум од 0,4% од вкупниот буџет се предлагаат едвај околу 0,2 за потребите на обвинителството. Сакам да е јасно за целата јавност дека тука не станува збор за средства за некакво покачување на плати, ниту за јавните обвинители, ниту за јавните обвинителски службеници. Во предлог буџетот планираните издвојувања за плати се до денар исти како и оваа година, а не се предвидени средства ниту за додатоци кои законски им следуваат на вработените. Мицкоски вчера кажа дека и тој би ја донирал својата плата, но барем судиите да судат согласно закон, а рече и дека моралот не му дозволува да се согласи на зголемување на плати за лица кои немаат никаков рейтинг. Денеска председателот на владата со поинакви тонови: ќе ги донесеме законите, но ќе бараме отчет за секој денар. Вели дека вчера имал подолг состанок со министерот за надворешни работи Муцунски и Муртезани од европски прашања. Ги анализирале законите кои што требаше да се завршат до јуни. Јавно кажувам, ќе го добија тоа откако ќе направиме деталната анализа како е тоа во современите земји. Сами нека вработуваат, сами нека напредуваат, сами нека се грижат за сите оперативни трошоци, сами нека си даваат плата во рамките на буџетот. Само една работа ќе бараме – одговорност. Да видиме тогаш што ќе пречи. И очекувам исто така да излезат од Брисел и да кажат браво. И да ни кажат дека сме одлични. Петка дека сме добри. Експертите, но и невладините повеќе пати објаснуваа дека една од клучните придобивки на законите од реформската агенда е финансиската независност на правосудството, за која и во актуелните закони има пропишано за гарантиран процент на средства, кои не ги добило ниту една година. Целта е судството и обвинителството да не зависат од извршната власт, ниту за инвестиции, ниту за вработување на службеници, зашто сега се жалат дека не добиваат согласности од Министерството за финансии.